Ви благодарам што се информирате преку Слободен печат. Моето име е Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Започна блокадата во центарот на Скопје. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Слободан Трендафилов најави блокада на пратениците пред собранието на Република Македонија, поради како што вели игнорирањето на работничките барања за зголемување на платите и истовремениот луксус во кој уживаат народните избраници. Блокадата е најавена за утрово и ќе се одржи пред собранието, односно на улиците 11 октомври и Даме Груев. Според Трендафилов, символично 42 работници ќе ги блокираат пратениците со порака ако 21 плюс 21 се 42, тогаш 42 работници ќе стојат пред оние што одлучуваат за нивната судбина. Во собранието пред пратениците денеска ќе се најде предлог за измена на Законот за здравствена заштита, со кој се има намера да се стави крај на вработувањето во јавното здравство според желбата на директорите. И се предлага клучна улога при вработувањето да има ранг листата, односно реално да бидат вработувани најдобрите кандидати кои се пријавиле на јавните огласи за позиции во државното здравство. Селекцијата на кандидатот за здравствен работник со високо образование се врши врз основа на просекот и врз основа на стручен испит. Бројни најдобри рангирани доктори, сестри и други медицински кадри во државното здравство останаа невработени затоа што на интервјуто директорот ги оценил како помалку добри од некој кандидат што е подолу на листата. За ова Слободен печат повеќе пати пишуваше во случаите кога прворангираните кандидати дури и ги тужеле јавно здравствените установи поради тоа што не ги вработувале најдобро рангираните, туку оние кои дискреционо ги избрал директорот. Темата е на Бирослава Симоновска. Прехранбени залихи вредни околу 70.000 евра како состојба во владините бифеа не биле пронајдени во реалноста, пошто е отворена институционална постапка. Директорот на владината служба за општи и заеднички работи Ивица Томовски јавно потврди дека има некакви разлики и дека случајот го води Бирото за јавна безбедност при МВР, со најава дека по завршувањето може да следи заедничка изјава. Во резимето, ревизорите наведуваат дека се утврдени побарувањата од заедничкото работење од 4.187.000 динари, без обезбедена документација, како и сериозни недоследности околу готовинскиот промет и евиденцијата на материјали во угостителските објекти со кои управува службата. Студентскиот дом Никола Карев во Охрид со кратко соопштение им се извини на студентите за прекинот на електричната енергија кој трае од вчера од 10 часот, поради кој тие останаа без струја, грејење и топла вода. Од управата на домот информираат дека биле известени од Министерството за образование и наука дека проблемот со снабдувањето со електричната енергија ќе биде решен во текот на денешниот ден. Поранешниот пратеник на ДУИ, Арбен Зибери, своето политичко дејствување ќе го продолжи во демократското движење предводено од Изет Меджити, кое е дел од владеачката коалиција Вреди, јавува порталот Алмакос. Зибери беше пратеник на ДУИ во претходниот собраниски состав, а во владата на СДСМ и ДУИ беше и директор на Центарот за јавно здравје. Украина и Франција се договорија да започнат заедничко производство на оружје. Двете земји потпишале писмо за намери, кое го отвора патот за големи заеднички проекти во одбранбено-индустрискиот сектор. Председателот Володомир Зеленски кажа дека Украина ќе го отвори извозот на своето домашно производствено оружје, што е начин Киев да ги капитализира своите технолошки достигнувања во време на војна и да обезбеди неопходни финансии. Тој рече дека во 2026 година ќе бидат отворени 10 извозни центри за украинско оружје низ Европа. Уште вести од светот. Растичките пукнатини во Европскиот безбедносен врв ја принудија председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен да ги коригира клучните планови за безбедност и разузнавање по судирот со високата представничка Каја Калас. Според тој портал, Европската комисија ги омекнала своите почетни амбиции да формира своја независна разузнавачка единица под директно покровителство на председателот на комисијата.
Сад ќе им отстапат 2 клучни командни позиции во НАТО на европските офицери во чекор со стратегијата за поголема европска одговорност за безбедноста во Наполи и Нофолк, Вирџинија. Одлуката е во согласност со барањата на американскиот претседател Доналд Трамп, кој подолго време инсистира европските земји да преземат поголема одговорност за сопствената безбедност. Неговата администрација настојува НАТО, сојуз кој со децении беше доминиран од САД, да се трансформира во НАТО, предводен од Европа. Гилејн Максвел, осудената соработничка на сексуалниот престапник и педофил Џефри Епстин, одби да одговара на прашањата на надзорниот комитет на представничкиот дом. Максвел се појави виртуелно за исказ зад затворени врати од затворот во Тексас, каде што одслужува 20-годишна казна за трговија со луѓе. Максвел се повика на 5-тиот амандман и своето право да молчи. 5-тиот амандман од Уставот на САД им дава право на американците да избегнат самоинкриминација со одбивање да одговорат на прашањата додека се под заклетава. Таа беше осудена во 2021 година за незината улога во намамувањето малолетни девојчиња за Епстин заради експлоатација. Во меѓувреме, кралот Чарлс рече: "Ќе ја дадеме поддршка на полицијата за обвинувањата против Ендру поврзани со Епстин." Петмина од 10 работници на канадската рударска компанија кои беа киднапирани во Мексико кон крајот на минатиот месец се пронајдени мртви. Во објавеното соопштение, обвинителството појасни дека го завршило процесот на идентификување на 5 тела, пронајдени на нива во државата Синалоа, додавајќи дека работи на идентификување на уште 5 тела. Убиствата и киднапирањата се зголемија во оваа држава поради внатрешниот конфликт во рамките на картелот. Според официјалните бројки, повеќе од 1700 луѓе ги загубиле животите, а речиси 2000 се водат за исчезнати. Пет лица загинаа при пат на хеликоптер за брза помош во Либија, враќајќи се од мисија за медицинска евакуација. Меѓу загинатите се двајца припадници на војната транспортна служба и медицинска сестра. Останатите 2 жртви се странски државјани, пилотот на хеликоптерот и неговиот помошник. Причината за несреќата се уште не е позната. Во Германија има повеќе македонци од кинези. Германија долго време е една од главните дестинации за иселување за жителите на Македонија, кои бараат подобри услови за живот и работа. Според најновите податоци од Централниот регистар на странци, 161.044 граѓани на Македонија живеат во оваа европска земја, што ја прави земјава една од 25 држави со најголема диаспора во Германија. Малку вести од спортот. Легендарната американска скијачка Линдзи Вон за прв пат јавно се обрати по тешкиот пат што го доживеа на зимските олимписки игри, порачувајќи дека и покрај се нема за што да жали. Сепак таа откри дека очекува сериозен медицински процес, вклучително и неколку операции. 41-годишната Вон ја заврши трката во спуст во Кортина по само 13 секунди возење, но нагласи дека инцидентот нема никаква поврзаност со незината претходна повреда на коленото. И покрај болката и разочарувањето, Вон истакна дека самото присуство на стартната линија било незаборавно искуство и победа сама по себе, свесна дека алпското скијање од секогаш носи висок ризик. Познат е распоредот на настапи на македонските олимпици на ЗОИ 2026. Прв ќе се појави Ставре Јада денеска во 9 часот и 55 минути на спринтот во нордиско скијање. На 13 февруари во 11 часот и 40 минути пак Јада ќе има трката на 10 километри. Времето денеска ќе биде променливо облачно со услови за повремени слаби врнежи од дожд. Предпладне врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег во некои од повисоките места. Максималната температура ќе достигне од 3 до 10 степени. До крајот на оваа седмица следува период на претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, кои на повисоките планини ќе преминуваат во врнежи од снег. Ви благодарам на довербата. Повеќе содржини ќе најдете на slobodnpečat.mk.